Недола, согласањето за број 3, не само за мене, за цела ова политика што е зад мене, околу мене, со мене, чиј сум ја дел, согласањето за број 3 сигурно одиме и стануваме дел од Европа. Што се покаже и до сега и можеме само да напредуваме со побрзи чекори за неколку години и комплетно да бидеме членки и во двете важни организации. Втора работа, согласањето за број 3 и за овие политики до сега што сме ги терале, фактички вие ставате печат да Груевски никад поише не се врати на власт во оваа земја. Дефинитивно е тоа. Беа парламентарни избори, он ги изгуби 2016. Беа локални избори, ги изгуби скоро сегда, неговите изгубија. И сега, ако на нива на председател, бидејќи тамо уште му седи неговиот послушник Иванов, ако и тоа го изгуби, значи на сите 3 нивоа на власта, повеќе нема да има груевисти. И согласање за број 3 дефинитивно се вели стоп за него и за неговата фамилија било кога да се вратат на власт и па да ја раководат државата, а знаеме како ја раководат државата. И трета работа која е важна во недела, нема да се гласа само за Пендаровска или за Силјановска, ќе се гласа за цела политика што е зад нив. Со гласањето за број 3 и мене као формален кандидат на целата оваа коалиција, фактички, ние гласаме да имаме председател. Бидејќи до сега или не му чувме глас, или работеше све контра и на народ и на држава, слушаше само неговите газди што му кажуваат. Значи, од пети здравје Боже натаму, вие ќе имате председател кој ќе може да му каже и на овој што сега го поддржува, благодарам за поддршката, али ако ова не е во интерес на граѓаните, не може да помине тој закон и ќе се врати назад. Значи, ќе имаме председател со своје ја и ќе имаме непартиски председател кој нема да биде полтрон ни на ниедна партија, ни на етничка заедница, ни на некои си центри на моќ, ниту на богаташи, ниту на ништо. Значи, ќе влие, ќе гледа, бидејќи и јас сум дел од народот, и јас сум, ме знаете, скромен човек, ја не сум ни по тендери, ни по крадење, ни по не знам, не сум бил дел никогаш од некоја олигархија, од некои си богаташи. Ја ќе гледам што е најдобро за обичниот човек, за обичниот граѓанин и така ќе се поставува. И тоа, овие што ме предлагаат, тоа го знаат. И Заев го знае тоа, и сите го знаат тоа. Дека Стево секој пат бил, што се вели со крстот на чело.